Снима или се слика? Почитувани присутни, добра вечер. Ова е настан организиран од Комисијата за евроинтеграција и надворешна политика, Општински комитет Битола, во соработка со Републичката комисија од Скопје. Наши денешни гости и говорници на овој настан, на оваа трибина се професор доктор Васко Наумовски, поранешен амбасадор на Република Македонија и вице-премиер во владата на Република Македонија, магистар Викторија Трајков, дипломатски координатор на Канцеларијата за меѓународна соработка на ВМРО ДПМНЕ и магистар Стефан Андоновски, советник на председателот Христијан Митковски за меѓународна политика. Ќе започнеме веднаш, бидејќи нашата комисија е Комисија за надворешна политика и евроинтеграција, секако дека темата е поврзана со македонските евроинтеграции, со иднината за нашите аспирации во Европската Унија и веќе актуелно членство во НАТО. Амбасадорот ќе земе прв збор, а потоа само да напоменам дека на крајот имате можност да поставувате и прашања доколку имате некое интересно прашање до нашите гости. Повелете, амбасадоре. Добро вечер за сите што се овде присутни. Ви благодарам за тоа што дојдовте, што се потрудивте да присуствувате овде. Благодарност до нашите домакини, Комисијата за надворешна политика и европска интеграција при Општинскиот комитет. Секогаш е убаво да се биде тука. Имавме еден исклучително убав настан пред неколку месеци, што остана во наше сеќавање и верувам дека и вечерва ќе имаме една убава дискусија. Чест ми е што вечерва сум овде заедно со двајцата мои колеги, Викторија Трајков, која што е и во улога на домакин вечерва, како битолчанка, која што се вклучува во повеќе активности за овие избори, особено во изборната единица 5 и особено во областа на надворешната политика, како и во тековните работи во кабинетот на председателот Мицковски, и Стефан Андоновски, кој што е според мене еден од нашите најперспективни млади лидери, еден од најактивните младинци во Унијата на млади сили, порано сега веќе на сениорско ниво, како советник на председателот Мицковски за меѓународна соработка, и верувам дека ќе има што да каже. Темата, како што спомена и Шенол, се однесува на нашата надворешна политика и европските интеграции. Јас би сакал само да подсетам дека оние први чекори, први значајни документи за членство на Македонија во Европската Унија и НАТО беа поднесени во собранието на Македонија во раните 90-ти, во првиот парламентарен состав, токму од пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ. И ако се вратиме и наназад историски, сета она идеја за соработка со западната демократија, со Соединетите Американски држави и државите од Западна Европа, произлегуваше токму од оние нелегални ВМРО-ски групи кои што беа под притисок на комунистичкиот режим. Во Битола не е потребно тоа да го објаснувам посебно, бидејќи многу битолчани беа судени, прогонувани токму за идеите за независна Македонија и за идеите за демократија и соработка со демократскиот свет од Западна Европа и САД. Денес ние сме во една апсурдна ситуација, би рекол, кога ние како десница сме обвинувани дека не се залагаме доволно за соработка со Европската Унија и САД, а левицата претендира да го држи монополот на соработката со Европската Унија. И тоа наликува на една ситуација кога најдобриот одговор е да ги подсетиме дека кога ВМРО-ците зборуваа за соработка со Европа и со Америка, претходниците на денешниот социјалдемократски сојуз зборуваа за Советскиот сојуз и за Сталин. Значи, кога ние зборувавме и во раните 90-ти години за соработка на една независна Македонија, членка на Европската Унија и на НАТО, тие се уште зборуваа за останување во Југославија. Но верувам дека граѓаните и на Битола и на сите останати наши градови веќе имаат можност да направат таа разлика и во нашата идеологија и во конкретните чекори, конкретните дела што ние сме ги направиле за нашиот напредок кон полноправното членство во Европската Унија. Само да направиме една кратка ретроспектива покрај поднесувањето на декларациите за членство во ЕУ и НАТО во првиот парламентарен состав. Владата на ВМРО ДПМНЕ во периодот од 1998 до 2002 година ја склучи спогодбата за стабилизација и асоциација
ги започна преговорите и ја склучи спогодбата во 2000 и 2001 година. Владата на ВМРО ДПМН ја обезбеди првата препорака за почеток на преговорите. Владата на ВМРО ДПМН ја обезбеди визната либерализација. Владата на ВМРО ДПМН го започна високиот диалог со Европската унија во 2011 година и верувам дека нашата посветеност кон членството во Европската унија е докажана доволно во изминатите 30 години. Што се однесува до билатералната соработка со државите од Европската унија и со билатералната соработка со Соединетите американски држави, верувам дека и на тоа поле имаме едно исклучително досие на конкретни чекори, конкретни договори. Да подсетиме дека договорот за билатерална соработка, за стратешка соработка со Соединетите американски држави беше склучен токму од владата на ВМРО ДПМН и сите оние билатерални договори и напредок во нив во периодите кога ја носевме одговорноста беа конкретно докажани. Останува да продискутираме и за надворешната политика во изминатите 3 години. Стефан ќе зборува повеќе за билатералните договори со Грција и со Бугарија и се она што беше направено од страна на актуелната влада. И токму тоа ќе биде една од главните причини за граѓаните на Битола и сите останати места во изборната единица 5 да го кажат својот глас што мислат за договорите што беа склучени и каков е односот што ние како македонци го имаме кон овие два договори. Јас би сакал да искористам оваа прилика да спомнам и нешто за она што е најактуелно овие денови, тоа се парламентарните избори и за кандидатските листи и за понудата што имаме во цела Македонија, меѓутоа посебно овде во изборната единица 5. Јас мислам дека во ниту една изборна единица немаме толку јасно изразен контраст меѓу кандидатите и меѓу носителите, меѓутоа и меѓу останатите кандидати, вклучително и кандидатите од Битола. Ние сме во ситуација кога спротивностите меѓу нашите кандидати се можеби најголеми овде во изборната единица 5, што можевме да го видиме во една анкета објавена вчера. На една страна го имаме нашиот кандидат маестро Игор Дурловски, кој што е синоним за патриотизмот, за непокорот, за борбата за Македонија, за борбата за демократија, човек кој што не потклекна покрај сите притисоци кои што ги имаше, не потклекна под заканата за долгогодишна затворска казна, не потклекна во месеците кога беше притворен и на крајот се покажа дека токму тој ја победи она би рекол структура која што се бореше да го понижи патриотизмот и се она што е патриотско во Македонија. Покрај него како носител го имаме и Антонио Милошовски, кој што е еден од најактивните наши пратеници во минатото, министер поранеше за надворешни работи, поранеше подпредседател на Унијата на млади сили во времето кога јас се зачленив во УМС и кој што е активен не само на овие избори. За жал, изминатите неколку дена беше спречен од објективни причини, но мислам дека веќе ќе се врати на терен и овде меѓу битолчани. Тука имаме професорката Силвана Ангелевска, докторката Олга Лозановска, Бојан и останатите кандидати од другите градови, кои што навистина прават еден сериозен контраст и сериозна спротивност со кандидатите на другата опција, почнувајќи од нивниот носител, кој што е во политиката повеќе од 25 години, ми се чини, професионална политичарка, за која што не знаеме што во суштина направила за време на сите незини мандати како министер, пратеник и верувам дека битолчани можат да го направат вистинскиот избор на тоа поле. Според сите истражувања на јавното мислење, нас не очекува една голема победа овде, посебно во изборната единица 5, би рекол и поголема од минатите и од минатите изборни циклуси, токму затоа што начело на изборната листа го имаме Дурловски и затоа што нашите кандидати овде од Битола како центар на изборната единица 5 се би рекол за класа погоре од сите останати кандидати во ова изборна единица и сите останати листи на другите политички партии. Верувам дека сите што се ангажирани во овие избори, во овој изборен циклус, ќе продолжат понатаму да го даваат својот принос и во последниот дел од предизборната кампања
ќе продолжат да ги поддржуваат нашите кандидати и политиката која што ја представуваме, олицетворена во програмата Обнова за Македонија. Стотици конкретни проекти и за Битола, и за сите оние области кои што се значајни за битолчани, и верувам дека на 15 јули, заокружувајќи го број 14, ќе имаме можност да прославиме на голема победа овде во Битола и во цела Македонија. Јас не би должел за почеток, мислам дека беше доволно да им дадеме збори и на останатите присутни и после секако ќе ги очекуваме вашите коментари и прашање и да развиеме една убава дискусија на оваа тема. Ви благодарам. Ви благодарам прво на Општинскиот комитет на Комисијата за меѓународна политика за поканата. Размислував зашто ќе зборувам дека доаѓав нааму и многу е тешко да се почне предизвикувачки, особено за млад човек од Скопје да дојде во Битола и на битолчани да им кажува за меѓународна политика, кога Битола бил град на конзулите, Скопје било едно градче, така околу Кале. Да не го навредувам Скопје затоа што тој е градот од каде што доаѓам, ама реалноста била таа. Сега затоа што најавив дека ќе зборувам за договорите кои беа подпишани изминативе години. Ќе ви поставам 3 дилеми, повеќе одговорите ќе ги очекувам од вас, јас само ќе ги нафрлам некои од замислите или идеите кои што мене ме мачат последниот период, затоа што мене специјалност ми е преговарањето, меѓународната медиација, тоа магистрирав и од тука тоа ми пречеше кога ги видов договорите. Ќе започнам со договорот за добрососедство со Бугарија. И дилемата ми е дали мораше да подпишеме договор кој што е ревизионистички. Односно, дали требаше на бугарска страна да дадеме алатка која што може да се користи како стап по кој што се удира по македонските национални интереси. Знаете, недоразбирањата билатерални постојат од кога постои Македонија, од кога постои македонскиот народ, уште од крајот на 18 век. Од секогаш сме го трпеле тој тип на пресија, на притисок, но многу е лошо кога правен документ ќе им дадете во раце на тие луѓе кои што тоа го чекаат за да го искористат против вас. Што се случи со договорот? Со договорот се даде правен инструмент на бугарската страна во преговорите за наше пристапување кон ЕУ, за што отворено се залагаме, да можат како услов да ни го ставаат исполнувањето на договорот. А во договорот има неколку многу спорни работи. Прво, тоа е дека политичари им се дава за право да притискаат научници како да размислуваат и дека треба да се согласат едни со други. Знаете, постојат бројни меѓународни научни конференции на кои што се оди, се плаќаат пари и учество за вие да не се согласите со другиот научник. Тоа е убавината на науката. А вие сега со политички диктат им дозволувате да диктираат како научниците треба да мислат. И на ова се жалат и членовите на таа комисија. Второто е тоа што се забранува користењето на македонски јазик во официјалните документи на Европската унија. Го видовте овој драфт документ на Европската комисија, предпоставувам, во него стои македонски јазик, но тоа не е официјален документ, не е финален документ. Стравот постои дека Бугарија ќе бара бришење на јазикот како македонски јазик и ќе треба да се ословува како јазик на државата со новата придавка. Тоа е поразително за јазик кој што веќе 50 повеќе години е признаен од Обединетите нации. И третата работа која што ме мачи со овој договор е тоа што им се дозволува да размислуваат чив бил Гоце, чив бил Даме, зашто се залагале. И немој да мислите дека не треба да се подпише тој договор, не треба да има договор. Меѓу Македонија и Бугарија треба да има договор. И јас сум го дискутирал тоа многу пати. Бугарите како народ се наши големи пријатели. И треба да бидеме соработници, и треба да соработуваме во сите полиња, од култура и уметност до економија, транспорт и така натаму. Но тоа не значи дека ние треба да се согласуваме и да ги подметнуваме коските на нашите најголеми апостоли. И затоа е добра оваа реклама што ја пуштивме пред некој ден од партијата, а тоа е дека овие избори ќе бидат и избори помеѓу Гоце Делчев и Зоран Заев. Затоа што верувајте ми, тие ветуваа дека нема да го менуваат името во 2015 година, видовме што се случи. Сега сум сигурен дека исто ќе се случи со Гоце Делчев и со Даме Груев. Втората дилема е договорот со Грција. И тука нема многу да се задржувам, ќе ви кажам една работа. Од грчка страна беа викнати 40 експерти во припремите за договарањето. 40 експерти. Грција го има еден од најдобрите универзитети во светот. Тоа е Универзитетот Аристотелис. Тројца професори од Аристотелис беа во таа комисија. Знаете колку беа експерти од македонска страна? 0. Двајца преговарачи од македонска страна. Зоран Заев, Никола Димитров.
да биле најдобрите преговарачи на светот, да ја знаеле историјата најдобро, да ја знаеле политиката најдобро. 20 наспроти 40. Тоа ќе ви оставам на вас да процените како бил потпишан тој договор и зошто е таков. Имаше еден добар коментар, мислам дека на Милошовски беше, дека да им дадеа на грците сами да го направат договорот, ќе ни попуштеа некаде, ќе ни дадеа некоја шанса да можеме барем дома да се викаме Македонија. Сега ова звучи многу како при диктатурата во Грција, знаете, во оној период после 20-те години од претходниот век, кај што по куќи шетале да проверат дали внатре се збори македонски, па ги казнувале заради тоа. Имам чувство дека натака е тргната работава и дека не сакам да плашам со сила, ама мене така ми звучат овие работи. И третата дилема која што имам, тоа е дилемата со новиот начин на преговарање кон Европската Унија. За тоа напишав еден труд многу скоро на Јустинијан I на изданието на факултетот. А тоа е дека се менува системот на преговарање во кластери и тоа е добро за влада која што сака реформски да се постави, но има една големо но, секогаш ќе можат земјите членки да го запрат тој процес на преговарање, односно во сите фази. Порано тоа беше распределено, можеа многу помалку да делуваат земјите членки, сега им се дава можност да влијаат, ако нешто не им се допаѓа, да успеат да го попречат, да го замрзнат, дури да го вратат процесот назад, а тоа по барање на една земја членка ќе треба 2/3 од другите земји да гласаат против, за да тоа се врати назад. Зошто ми е овој страф? Прво ми е страф дека ако Зоран Заев дојде повторно на власт, ние немаме шанси во тие преговори. Ние ќе се струполиме како кула од карти, затоа што сега веќе нема да биде прашање името и знамето, сега ќе биде прашање каде е куферчето Луи Витон, каде се парите од рекет, каде се корумпираните сделки на Ден Дончев, каде е менувачницата во Муртино и така натаму. Веќе нема да бидат прашања името и знамето, тој веќе нема што да продава. А на овие неколку прашања тој не е подготвен да даде одговор. И вториот дел ми е страф од овие соседи наши дека ќе бараат враќање, стопирање, суспензија на преговорите доколку ние не даваме повеќе од што они бараат, но затоа мислам дека изборот на 15 јули е многу јасен, затоа што тим во Министерството за надворешни работи, во Секретаријатот за европски прашања, кој што знае од кај потекнува и знае кои му се националните печати, ќе знае како да се избори со сите овие предизвици, а ако не е, секогаш е спремен да застане тука вака пред вас и да си ја плати казната за грешките кои што ги направил. Мислам дека ВМРО ДПМН научи од грешките и затоа сме сега и појаки, и посплотени, и поорганизирани, и поблиски до народот и мислам дека така ќе останеме. Ви благодарам за вниманието и со задоволство ќе очекувам прашање. Одиме со нашиот трет соговорник, а потоа секако доколку имате некакви прашања, ќе ве молиме да земете учество во нашата дебата. Магистар Викторија Трајков, дипломат-координатор на Канцеларијата за меѓународна соработка во ВМРО ДПМН. Повелете. Добро вечер на сите. Јас овде сите ве знам и некако тремата ми е најголема бидејќи зборувам пред моите битолчани. Иако сум дете растено во телевизија, некако ми подати рацете, но на крај ќе видиме дека се супер ќе испадне. Јас инаку сум точно координатор на Канцеларијата за меѓународна соработка на ВМРО ДПМН како дел од кабинетот на претседателот Мицковски. Секогаш е најтешко да се зборува пред своите, како што спомнав, но она што Битола го носи во погледот на меѓународните односи, дипломатија и конзуларни представништва, го нема ниту еден град и му благодарам на Стефан за комплиментите кои што ни ги додели. Како чистокрвна битолчанка, многу пати ми замеруваат дека не сакам да излезам од таа матрица на Битола, на дијалектот и слично, но тој што живее тука ќе ме свати. Сега има три работи за кои што јас како дипломат и веќе 12 години дел од Министерството за надворешни работи сакам да ви дадеме на појасна слика што се случува во нашето министерство, односно како функционира, односно не функционира министерството. Она за што прво би сакала да зборуваме е залагањето на новиот министер кој што дојде од владата на СДСМ, тој е Никола Димитров, кој што еден наш поранешен министер за надворешни работи викаше до вчера јадевме од иста чинија, односно пајнца на Битолски, ама сега нешто ни се разделија патиштата. И некако не се сваќаме во поглед на приоритетите, а секако на сите нас приоритетот е Република Македонија. Прво најави департизација на самото министерство и некако тука добивме една
да речам поразлична слика дека навистина ќе се случи нешто што до сега не е случено. Наводно претходните влади го партизирале министерството, но на прва кривина, односно нели тој правиот пат нешто испадна крив. Па направија некој оглас за 86 вработувања, од кои што во втора селекција заминаа 26 дипломати, а за на крајот да видиме дека се одбиени доста квалитетни деца од 25 до 30 години, кои што биле дел од светски универзитети за меѓународни односи и дипломатија, за на крај вработувањата да ги добијат членовите на шарената револуција, односно онаа шарена револуција за која што слушнавме, кој се беше дел, односно нивниот шеф ги нарече пред некој ден. Другата работа за која што сакам да разговараме е санкционирањето на веќе постоечките дипломати во министерството, кои што не се истомисленици со моменталната структура, односно раководна структура на министерството. За жал една од тие бев и јас. И сакам да го споделам тој личен пример. Но некој од вас може би знае, некој не. Јас инаку моментално го спремам мојот докторат на тема брендирање на Република Македонија, односно производи и услуги од Македонија, и некаде во август месец ќе треба да го бранам, веќе ми е готов. Со тоа што во февруари месец, за време на викенд, бев повикана на една конференција да одржам предавање за брендот македонски и како да го заштитиме брендот македонски. На таа конференција зборував околу тоа што треба се да направиме за македонскиот бренд, односно се она што излегува од Македонија да се нарекува македонски и македонско, за на крај да бидам санкционирана со дисциплинска постапка и со закани дека ќе ме избркат од работа затоа што не сум смела да зборувам за македонски, односно македонскиот бренд. Нормално јас не застанав на тука и не се уплашив од заканите на кабинетот на актуелниот министер. Се надевам после 15 нема да го видиме уште еднаш. И на крајот ми беше доставено, да речам, една, ајде, ние викаме вербална нота, дека од на 16 ќе ме чека отказот на биро, со што јас го прифаќам и отказот, ако цената е да зборувам за Република Македонија и македонските производи. И она што како трето навистина мене не знам, тоа некако си трга од самиот себе, е затворањето на почесните конзулати во Битола. Тема за која што дополнително пишувам еден научен труд и треба да го објавам за скоро време. Знаете дека Битола има традиција односно на почесни конзулати кои што не само се отварале сега или пак пред 10-15 години, туку таа традиција била уште од втората половина на 19 век. За жал во последните 3 години во Битола се затворени 5 почесни конзулати на многу важни држави, како што е Хрватска, Велика Британија и останатите. Унгарија, Австрија и мислам дека уште еден имаше, со тоа што тука некако и се прекинуваат тие пријателски односи со двете земји. И мислам дека во иднина треба да се погрижиме да тие не само што ќе се отвараат, односно реотвараат тие конзулати како влада на ВМРО ДПМН, сигурна сум дека тие пријателски односи понатаму ќе ги продлабочуваме и не само почесни конзулати, туку и на сите дипломатски нивоа ќе разговараме за таа соработка да проложи понатаму. Уште една и последна работа, вака како домаќин ќе бидам најкратка, ќе дадам простор на гостите. Е она што се случува со скандалите во Министерството за надворешни работи, односно за дипломатската мрежа. Општо познато е дека дипломатската мрежа ни е во моментот чиста катастрофа, затоа што 2/3 од амбасадите се празни, оставени празни, значи немаме амбасадори, именувани амбасадори. Тие што ги имаме со овие скандали кои што беа овие 3 години, мислам дека и не се соодветни за функцијата кои што се назначени. Сите се сеќавате дека имавме и тепачки во МНР, имавме и дел од кабинетот на Димитров кој што спие за време на работно време со ноците качени горе на маса. Имавме исто така тепачки по амбасадите, по конзулатите и мислам дека тука таа пракса ќе и албански знамења на официјален консулат во една така убава земја која што се вика Германија. Мислам дека ние како ВМРО ДПМН во проектот Обнова имаме доста добар план
како да го подобриме функционирањето на дипломатската мрежа, но исто така и внатрешно да видиме што може да се поправи, односно Игор Дурловски има денес еден многу добар спот кој што вика ако си со нас, приклучени се да почнеме да работиме. И мислам дека сите треба веќе сериозно да ги засукаме ракавите и во тој поглед на меѓународните односи да ги поправаме полека работите и да тргнеме напред. По тоа што колку сме ние сериозни како ВМРО ДПМН со проектот Обнова на Македонија, може би банално, но споредбата со нашите страни и она што ние ветуваме дека ќе го направиме за меѓународната политика, не се споредува со 5 страни од нивното можеме или можеме повеќе како и да е. Само 5 страни за надворешна политика, што мислам дека доволно зборува. Ви благодарам на сите, ако имате прашања дополнителни, стоиме на располагање. И благодариме на гостите. Се надевам дека некој од вас ќе сака да се вклучи. Викторија кажа со неколку реченици дека во програмата на ВМРО ДПМН има доста посветено внимание на надворешната политика. Вие како поранешен вице-премиер и амбасадор, како би ги советувале идниот министер, идните вработени на ова поле вице-премиер или било што, нели, кои што ќе работат на промовирање, на горешто промовирање на Македонија, на што треба најмногу да се насочат во иднина нашите дипломати? Јас би подсетил и на неколку работи кои што ние ги заборавивме во изминатите 3 години. Односно, во каква функција беше нашата надворешна политика и какви беа резултатите од тој дел од надворешната политика овде и конкретно и во Битола, именно привлекувањето на странски инвестиции, јас како амбасадор, сите други амбасадори и целото Министерство за надворешни работи, Агенцијата за странски инвестиции, беа фокусирани кон привлекување на инвестиции од државите каде што тие се акредитирани. И благодарение на таа политика, на тој дел од нашата надворешна политика, ние имавме огромен број на странски инвестиции во Македонија, отварање на бројни капацитети кои што се уште работат, каде што илјадници македонци најдоа своје вработување, вклучително и овде во Битол. Јас конкретно бев амбасадор во САД, оттаму имаме десетици инвестиции кои што придонесоа за намалување на невработеноста. И да го споредиме тој период со периодот од изминатите 3 години. Колку странски инвестиции имало во поранешниот период, колку странски инвестиции има сега, колку фабрики се отворени во Битола од странски инвеститори во изминатите 3 години. И тоа е најдобрата споредба кој колку направил во делот на надворешната политика поврзан со привлекувањето на странските инвестиции. Бих и нешто конкретно спомена во однос на пополнувањето на нашата дипломатска мрежа. Јас го завршив својот мандат како амбасадор на САД во САД на Македонија во октомври 2018 година. Сега сме во јули 2020 година. Никогаш подолго не била празна нашата амбасада во Вашингтон. Од една страна имате декларации дека сме ние стратешки партнери на нашата влада, дека ги подобруваме односите, од друга страна не го испраќате амбасадорот таму, што е врв на непочитувањето во дипломатијата и во меѓународните односи. Не е само таа амбасада. Не е само таа амбасада, повеќе од 2/3, доколку во минатото може да најдат некакво оправдување дека претседателот бил од друга партија и така натаму. Можеше да се бара некаква логика, иако не се согласувам со тоа. Еве ние имаме повеќе од една година кога и претседателот и владата се од иста политичка партија, се уште немаме амбасадори во огромен број на наши амбасади и немаме конзули во конзулатите. Токму така имаше еден обид со, јас би рекол, скандалозни имиња предложени да ги пополнат амбасадите. И мислам дека меѓу првите задачи на идната влада предуваме од ВМРО ДПМН ќе биде токму пополнувањето на амбасадите и конзулатите со квалитетни кадри кои што нема да се срамат да го споменат она за што сме се залагале во минатото и кои што ќе можат да направат една конкретна активност во подобрување на билатералните односи и привлекувањето на инвестиции како дел од таа наша економска дипломатија, која што повторно беше промовирана од владата на ВМРО ДПМН поминатото и чии што резултати ги гледаме до денес. Покрај економската дипломатија, мислам дека ќе треба да се посветиме повеќе и на односот кон нашата диаспора. Битола е град од каде што
е огромен дел од нашата диаспора. Јас како некој кој што потекнува од Битола и амбасадор во САД имав прилика да запознам огромен број на наши битолчани кои што живеат во повеќе делови на Соединетите американски држави и тие верувате го даваат својот принос, јас би рекол еден невидлив придонес и кон македонската економија и кон промоцијата на Македонија во државите каде што живеат. Во таа насока да апелирам уште еднаш на сите оние кои што се веќе пристигнати во Македонија или пак оние кои што планираат да пристигнат во Македонија за денот на изборите, да не заборават дека и тие, и ако живеат надвор, имаат право на глас и можат да го дадат својот принос. Овој пат, за жал, ние немаме гласање во диаспората, но сите наши државјани кои што живеат надвор можат да го дадат својот глас и се на избирачкиот список овде. И секако, мислам дека и Битола, оно што го спомена Вики, да се надоврзам, како еден конзулски град ќе мора да биде вклучен поактивно во нашата надворешна политика. Имено, конзулатите, иако се почесни, тоа понекогаш се подценува, тие се официјални дипломатски представништва на државите кои што ги представуваат и може да имаат многу голема улога во развојот на билатералните односи. И верувам дека Битола ќе го најде своето место и во надворешната политика, меѓутоа и во севкупната државна политика во сите останати области. Нашите идни пратеници ќе треба да од Битола ќе треба да го оправдаат гласот и довербата која што ќе ја добијат од граѓаните. Јас се сеќам уште како дете имавме една извонредна плејада на битолски пратеници во првиот, вториот, третиот парламентарен состав кои што беа меѓу најактивните во тие парламентарни состави, ја понесе одговорност и за стекнувањето на независноста, беа многу активни на говорницата и не се сомневам дека нашите кандидати сега ќе бидат меѓу нашите најдобри пратеници, не само во надворешната политика, туку во сите останати области. Садарот, можеби дел од програмата би сакал да спомнам 3 постулати што ги имаме во програмата предвидено, баш одат во оваа насока. Првата е 5 билатерални иницијативи со 5 соседи на Република Македонија. Во моментов имаме однос кој е подветувачки, значи немаме директна рамноправна соработка меѓу Македонија и овие 5 држави. Предвидуваме во 4 години 5 билатерални иницијативи да поттикнеме. Тие ќе одат напоредно со регионалните иницијативи Брдо Бриони едната и Берлинскиот процес другата. Вториот дел е зајакнување на капацитетите на секретаријатот за европски прашања. Во последните години се случи да тој секретаријат губи од неквалитетните кадри, кои што беа надополнени со спорни кадри од страна на ССМ и партијата која што го води секретаријатот ТУИ. И тука квалитетот значително падна, особено последниве години. Тука ќе се задржиме особено во наредниот период за да ги заборите во СЕП, затоа што оваа влада ќе треба да ги отпочне и тера преговорите во наредните 4 години и да завршиме сериозен дел од поглавјата, а за тоа ни требаат квалитетни кадри. И можеби третиот дел кој што веќе ги беше спомнат, тоа е зајакнувањето на амбасадите. Ние се залагаме за професионализација на амбасадорскиот кадар и мора да имаме пополнување на тие 2/3 од амбасадорски места. Дел од нив се во клучни држави како што е САД во Вашингтон, Брисел, како што е Москва, Пекинг, сите тие се празни во моментов и тоа е поразително за дипломатска мрежа. Замислете, например, зошто ни се случи тој анекс на Бугарија на последниот Европски совет, затоа што кога што се одржуваше советот во Загреб, ние немаме кредибилен амбасадор кој се движи во тие кругови. Македонската страна прво не знаеше дека е донесена таков анекс на одлуката, а после тоа се обиде да ја скрие 2 недели. Овие работи мора сериозно да работиме и да ги професионализираме. Толку не би сакал да додам нешто повеќе, мислам дека беше исцрпно излагањето на сега. Јас само сакам да кажам, да се надоврзам на вас во поглед на диаспората. Празниот Широксовек доволно зборува дека што се случува со односот на оваа влада према диаспората. И некако не е оправдување само вирусот кој што не фати не само нас, туку и целиот свет. И уште една работа има, како дел од координативното тело за диаспора на ВМРО-ДПМН, можам да кажам дека разочарувањето на нашите е оголемо и се надевам дека ние во иднина ќе имаме уште подлабока соработка и некако асоциација за диаспората е Македонија, асоциација за Македонија е ВМРО-ДПМН и мислам дека и понатаму ќе имаме добра соработка и Битола нема да биде вака празна во летниот период. Благодарам. Се надеваме.
нашата кандидатка за пратеник, господјата професор доктор Силвана, би сакала да се вклучи во дебатата. Седнете или прашање? Прашање. Благодариме навистина за многу аспекти од надворешната политика. Разговаравме вечерва. Допревме нешто, Викторија го допре посебно, одредените скандали во дипломатијата, непополнетите места, тоа веќе подолг период трае. Меѓутоа, еден од најголемите скандали е тоа што во Берлин се случи да наши граѓани имаат потреба од амбасадата во Берлин, не може да најдат човек да се обрати на македонски јазик. И тоа беше таков, навистина, таква реакција од нашите македонци таму. Навистина, ние сите сме свесни дека навистина ќе бидат потребни тие коалициони односи за формирање на влада, но навистина сите во иднина не смееме никако да дозволиме да се доведеме во ситуација македонските граѓани да не можат да стигнат до информации кои што се потребни во амбасада која што носи име Македонска амбасада. Тоа ми е така најекстремно од сите скандали кои што ни се случи овој 3-годишен период. Навистина ќе ни биде тоа еден од приоритетните задачи, мислам, не е нека ме поправам сам како се согласува со мене. Кој ќе одговори на професорка? Ајде. Да, точно е тоа што се случи, не само таму. Имавме случаи со македонци кои што заглавија по аеродромите или пак по градовите кога нели пукна ова со COVID-19. Има доста проблеми со тоа што прво не беа достапни тие луѓе дипломати кои што сте останати да работат во дипломатско-конзуларните представништва, а второ, на таму каде што имаше највеќе Германија, конкретно не може да се разберат беги конзулот кој што е пратен таму зборува за жал само албански. Локал стаф, односно тој што е ангажиран како дел од амбасадата кој што треба да одговара на повиците, во моментот не бил на работа. Истото ни се случи во Италија, каде што наша, да речам, вршител на работи амбасадор не сакаше да излези во пресред се, дури не добија инструкција околу тие спорни летови, сите читавте за малтешките летови. И што и се случуваше со тој тендери кој се зеде пари од тоа. Имавме случаи кога една карта од 50-60 евра за враќање до Македонија кошташе и до 250 евра и тука тој бомбона бизнис некако многу им успеа. И исто така имавме доста македонци кои што заглавија во Австралија, меѓу кои многу наши битолчани. На приватна линија мене ми се обраќа во поглед да ги спојам со Министерството за надворешни работи и верувајте дека нивните сведоштва се тешка голгота како поминале по аеродромите и како се вратиле и со колку пари, односно колку пари платиле за да се вратат во Македонија и тоа што зборуваат дека организираат хуманитарни летови, немаше ни х од хуманитарни. Тоа треба јавно да се каже и мислам дека е време после 15-ти навистина да обновиме се што може да се обнови. Благодарам. Благодарам. Господинот Джугиш сакаше да се вклучи во нашата дебата. Добро вечер на гостите. Да не би биде џаби дењето. Слушнавме се ова што пишува во обновата. А поздрав до Викторија, не имам видено од малечка. Поздрав амбасадоре и господинот Стефановски. Јас би сакал да ве прашам вака, вие бевте подпредседател на претходната влада и се надевам, можеби не на 16 јули, а негде 20 август, до 1 септември, дека ќе имате најповеќе работа во Министерството за надворешни работи од познатите причини. Од двата договори кои што како ќе ги решавате е многу битно. Битно е за целиот народ, пред се на македонскиот народ и останатите, да не навлегуваме дали можат да се поништат, дали можат да се изменат или не знам што вона, ќе ви биде многу тешко, предпоставувам. Ме интересира две прашања. Пошто рековте меѓународната политика, дали ќе оставите простор, како и претходната влада кој што бевте заменик, да не биде само еднополарен светот и да е Македонија свртена само кон стратешките партнери или стратешкиот партнер, што во овие 3-4 години гледаме до каде не донесе, така да мислам дека е малце не е добро. А во вашата претходна влада каде што бевте вие, значи имаше еден простор каде што можеше да се соработува и со други центри во светот, кои што знаете дека ни донесува и доста инвестиции и сето она, да не зборуваме за Јужниот тек, што пропадна, знаете како пропадна,
Значи инвестициите од Кина и натаму. Интересира дали ќе видите еднополарни или ќе отворите простор да се соработува со сите? Тоа е првото прашање. И второ, не спомнавте за регионалната поставеност, ги спомнавте само двата договори, ќе видат доста тешки. Интересира едно друго прашање. Под притисок на коалиционите договори што ќе бидат за формирање на влада, дали следната влада ќе има храброст да го повлечи признавањето на лажната држава Косово? Пошто гледате дека веќе повеќе од 20-25 држави го направија тоа. Знам дека е тешко во ваква констелација на поставеност на политичките проблеми кои ги имаме во Македонија, али тенденцијата оди дека тоа до догледно време ќе има и други држави кои ќе го направат. Благодарам. Благодарам за прашањата, исклучително интересни. Сепак мислам дека за детално да се образложат ќе биде потребна една посебна трибина на секој на темите од двете прашања што ги поставивте. Во однос на мултиполарниот свет, јас зборам вечерва во лично име и како професор по меѓународни односи, секако е тоа една долготрајна дебата која што трае во континуитет и ќе продолжи да трае. Точно е тоа дека покрај односите со Европската Унија и со Соединетите Американски држави ние имаме и ќе имаме, верувам, добри билатерални односи со други држави во светот, пред се со постојаните членки на Советот за безбедност на Обединетите нации, со кои што имаме исклучително добри билатерални односи, меѓутоа има и еден голем економски потенцијал кој што се уште не е искористен. И мислам дека меѓу првите приоритети ќе биде токму тоа да се продлабочат трговските и економски односи со други држави од останатите делови од светот. Става мислевте тука и на Народна република Кина, Руската федерација. Ние имаме особено значени односи со некои од регионалните држави, регионалните сили би ги нарекол, Република Турција, со Израел имаме исклучително добри односи и ќе продолжиме да ги продлабочуваме и верувам дека постои голем потенцијал кој што треба да се искористи. Во однос на прашањето поврзано со Косово, независноста и така натаму, од меѓународно правен аспект кажано е се што треба да биде кажано во документите на Обединетите нации, резолуцијата од 1244 и така натаму, но јас би бил попредпазлив во однос на тоа што ќе се случува со еднината на Косово и признавањето пред се во наредните неколку месеци и мислам дека ние како непосредни соседи и на Србија и на Косово ќе имаме можност да видиме како ќе се одвива таа разврска пред се во нивните меѓусебни билатерални односи, да видиме што ќе се одлучи во наредните неколку месеци таму и следствено на резултатите од тие нивни билатерални односи, преговори и договори да ја градиме нашата позиција. Мислам дека ние имаме исклучително добри традиционални односи со соседна Србија, кои што треба да се развиваат и понатаму. И во тој контекст пред се трговските односи и би рекол и соработката во поглед на европските интеграции. Србија веќе ги има започната преговорите за членство во Европската унија, е еден чекор понапред од нас, би рекол, и нивното искуство во тој поглед би ни било значајно во периодот што следи. Како што кажав, долга е темата, долги се дискусиите и мислам дека е препорака до комисијата на Општинскиот комитет да направиме една трибина на тие теми во периодот што следи некаде во втората половина на годината. Ви благодарам за прашањето. За трибини во секое време сте добре. Ви благодарам на сите. Мислам дека тука некаде би требало да ја привршуваме нашата трибина. Ви благодарам за учеството, вас ви благодарам што дојдовте од Скопје да бидете наши гости. Се надевам ќе се видиме повторно. Знаете дека нашата комисија за надворешна политика во текот на годината организира повеќе пати трибини. Па еве јавна покана до сите тројца да се видиме повторно и да разговараме на интересни теми, секако тогаш како владеачка партија. Ви благодарам уште еднаш.